Почитувани гледачи, добра вечер. Ново издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на Имнет телевизија е председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, господинот Младен Чадиковски. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добра вечер и многу ми е драго што ме поканивте да бидам ваш гостин. Ве поздравувам вас, вашите колеги и се разбира гледачите на МНЕТ. Ви благодарам. Еве, неодамна видовме дека на улица покрај сите останати во државата кои што незадоволството го изразуваат преку протести, практично протестираа и новинарите. Тоа од една страна треба да значи дека и овде постои некое незадоволство, на што се должеше протестот кој што се случи и што значи, каква е ситуацијата со новинарството во државата? Да, некои ќе речат дека е невообичаено кога новинарите излегуваат на улица за да протестираат, затоа што новинарите се разбира ја имаат телевизијата, микрофонот, печатот, го имаат етерот, онлайн просторот, каде што можат да се изразат, каде што можат да слободно да ги изразат и болките на граѓаните, меѓутоа да зборуваат и за своите проблеми ако е тоа потребно, но овој пат решивме и како Сдружение на новинари на Македонија заедно со синдикатот да организираме еден протест кој што е втор оваа година. Значи во февруари имавме марш за одбрана на новинарското достоинство, така го нарековме и мислам дека и тогаш ја погодивме целта, бидејќи рековте каква е генерално каква е состојбата, ќе се навратам и на протестот и причините за протестот. Ќе речам дека новинарите, снимателите, медиумските работници генерално заслужуваат многу повеќе од тоа што го имаат и како општествена придобивка, но и како можности за работа, за да можат на многу подобар начин на крајот на денот да ја служат на јавноста и да им служат на граѓаните, оние за кои што ние постоиме. Протестот последен, кој што беше организиран пред околу 2 недели, беше непосреден повод беше пресудата на судиката Панева од граѓанскиот суд во Скопје во случајот Фероинфест против ИРЛ и она на што ние особено обрнавме внимание и што практично предизвика револт во целата новинарска заедница е начинот на кој што во образложението на пресудата судиката се обраќаше кон новинарите и уредниците на ИРЛ, практично одземајќи им го правото да бидат она што се, а тоа се новинари. Таа пресуда сама по себе ја осудија не само Сдруженијето на новинари на Македонија и другите сродни организации во Македонија, туку ја осудија и Меѓународната федерација на новинари и Европската федерација на новинари, затоа што представува еден досега невиден преседан и би рекла дека може да биде предвестник на многу лоши случувања, доколку во овој момент дозволиме тоа да биде така. Денеска кога новинарството се менува, кога луѓето можат слободно да се изразуваат и да работат било како, да одземате право на новинарите да се здружуваат преку легална и легитимна форма како што е невладина организација, е навистина спротивно на сите препораки на Советот на Европа и на Европската Унија и спротивно на оно што ние сите го работиме, а тоа е дека новинарите смеат и имаат право да се здружуваат и да работат. Работиме во интерес на граѓаните, имаме продукти кои што се во интерес на граѓаните. Конкретната емисија беше дел од јавниот сервис, одеше на јавниот сервис и поради сево ова сметавме дека мораме и на поинаков начин да го изразиме нашето незадоволство од таа одлука. Прво, затоа што интересот на граѓаните и на јавноста мора да биде пред интересот на моќниците. Тие можат да тужат, можат да се закануваат со тужби, меѓутоа судиите имаат обврска да го штитат јавниот интерес, имаат обврска да го штитат интересот на оние за кои што ние работиме, граѓаните. Од вистината, знаете, не може да се побегне. Таа е таа што е и сега можат вакви одлуки да создадат забуна во јавноста, може да создадат конфузија кај некого, меѓутоа на крајот на денот сите ние и колегите и оние што практично ги конзумираат овие вести,
можеа да видат што и како се работи и во односната емисија. Но сега не би навлегувале во тоа, да. Она што дополнително сака да го кажам, ова не беше протест само за ИРЛ. Ова беше протест, да, ова беше протест за новинарството, за новинарите, на крајот за граѓаните, бидејќи ние сме нивни ние треба да бидеме нивни верни слуги, нив да им служиме на нивниот интерес, а ние нема да можеме тоа добро да го правиме доколку сме постојано изложени на напади, подценувања, тужби, закани од тужби и така натаму. Ако ја оставиме пресудата и еве ќе речам причината зашто практично се излезе на тој протест, со кои други незадоволства се соочуваат новинарите, медиумските работници во денешно време, за да можат, тоест поточно да сакаат да излезат на протест? Каква е ситуацијата, еве, ако се навратиме на прашањето од претходно? Имам чувство дека во Македонија голем дел од политичките партии, од функционерите, владини, државни и така натаму, новинарството малку го сваќаат како некое нужно зло, што мора да биде тука да функционира, а не го сваќаат вистинската потреба на јавноста да биде информирана за она што се случува во општеството, па и за нивните грешки, за нивните злоупотреби, за корупцијата која што постои во системот, бидејќи на крајот на денот тоа е тоа што ни помага на сите нас да имаме некое подобро општество. Сега јас имам чувство дека политичарите или тоа го занемаруваат, или не сакаат да го сватат, или пак сметаат дека новинарите им се непријатели ако известуваат за нивните злоупотреби во функционирањето на системот или во раководењето со државата, институциите, па и со партиите и со било кое јавно добро кое што е на сцената. И тие во таа ситуација некогаш знаат да имаат, како што кажав и на почетокот, еден подценувачки однос кон новинарите, понекогаш тој знае да биде и груб, понекогаш тоа може да прерасне во обид или во повик за физичко насилство кон новинарите. Знаете, кога председател на партија, на држава, на влада, на било што, ќе се обиде да навреди или да делегитимира на некој начин новинар, зборуваме за професионални новинари, тоа на некој начин во јавноста и кај следбениците на оние да речеме партиски следбеници, тоа се сваќа како повик, окей, сега сите ние можеме овие да ги навредуваме, а утре не дај Боже некој може некого да нападне или вербално да го нападне, сега преку социјалните мрежи тоа е чест случај и во една таква ситуација ќе создадеме нездрава средина за работа, нездрава средина за медиумски слободи, нездрава средина за слободно изразување, а тоа не ни е целта. Сега кога Македонија во изминативе години, зборувам, ја ослободи оние стеги што постоеа во минатото во однос на слободата на говорот пред се, зборувам, и од 123-то место во 2014 на Репортери без граници, сега сме на едно високо, вака би рекле, 38 место на таа листа, што за македонски услови е едно од најдобрите, да речеме, во историјата. Но, тоа не смее да не залажува. Воопшто не смееме да се опуштиме и да си мислиме дека слободата е нешто што еднаш ќе го освоите и тоа завршило. Не, слободата тешко се освојува, но лесно се губи. Само што ако може да дополнам, извината, кај нас системски проблемот, поставеноста на пазарот, постоењето на огромен број на медиуми кои што функционираат, малиот пазар, малиот маркетиншки пазар, на некој начин сето тоа не дозволува едно финансиски независно новинарство, не дозволува да имаме финансиски независни медиуми и тоа е една би рекол пречка за развој на новинарството и на централно, и на локално, и на регионално ниво, можеби уште поизразено. И во такви услови нас ова 38 место може ништо да не ни значи, доколку може да се смени преку ноќ таа ситуација и повторно да се вратиме таму каде што сме биле. Еве гледате какви одлуки сега веќе носат судиите и во таква една
атмосфера која што потенцијално би можела да се создаде и да стане непријателска за новинарите, верувајте ни дека ние веднаш ќе се одлепиме од ова сега поволно некое место во кое што слободата на говорот функционира на некој начин, не се шепка зад грб како што порано тоа се правило. Меѓутоа, финансиската зависност на медиумите е тука, таа е најчесто или од политички или од бизнис центри на моќ, и во такви услови нормално е дека понекогаш постои и цензура, и автоцензура, дали е тоа преку собствениците на медиумите, дали е тоа преку уредниците, некогаш и кај самите новинари се создава тој еден благ тон на автоцензура за да не погреши, нели, пред собствениците или пред оние кои што се маркетиншки огласувачи или на друг начин помагаат во оваа ситуација. Затоа, значи, ние треба да се бориме да го смениме системот, да се бориме да ги најдеме најдобрите начини на финансирање, за да можеме да кажеме дека имаме финансиски независно новинарство. Споменавте и професионални новинари, ако можеме да кога бизмо зборувале за такви. Меѓутоа, ако ја земеме ситуацијата неколку години наназад, еве последните 5 до 6 години, се повеќе се намалува бројот на студенти запишани на катедрата по новинарство. Тоа значи ли тоа дека имаме се уште професионални новинари кои што би ја извршувале својата задача? Малку се наброи, особено во помладите колеги, значи студентите се малку на број кои што излегуваат од факултетите за новинарство. Еден поранешен период создаде одбојност, знаете, кон оваа професија, и сега полека ние се враќаме, сакаме да се вратиме онаму каде што новинарството и медиумите во Македонија заслужуваат да бидат. Меѓутоа, она што ќе се уништи, например, во 5 години, не може да го вратите во 3 години или во 5 години. Треба многу повеќе време да помине, за да можеме да кажеме дека имаме новинарство како што заслужуваме. Дали има професионалци во филота? Се разбира дека има многу почитувани професионалци, особено и во локалните и регионални медиуми, мои колеги со кои што ние често и соработуваме и работиме и се гледаме, разменуваме мислења за тоа како да се поправи оваа ситуација. Има, се разбира, и во останатите медиуми, има и во традиционалните, има и во онлайн медиумите, меѓутоа има и една друга ситуација која што практично создава недоверба и кон целата новинарска професија, тоа е што има и онакви кои што навистина не држат до стандардите, кои што борејќи се за клик повеќе или за гледач повеќе, ќе направат циркус од своите емисии, вести или оние написи на онлайн медиумите, само за да, како што реков, некако направат некоја поголема гледаност, читаност, за да им овозможи тие да стигнат до поголем број на рекламери. Но во тој обид тие наштетуваат на нашата професија, на вистинската професионалност, затоа што знаете како велат, покрај сувото некогаш ќе изгори суровото и се ставаат во исти кош и се губи недовербата и се добива недоверба целосно кон новинарството и кон медиумите. И ова не е само македонски синдром, ова е во светски рамки. Постојат широки дебати за тоа како да се издвојат овие како да се направи таа дистинкција меѓу тоа што е професионално новинарство и непрофесионално новинарство. Зошто? Затоа што во услови на постоење на сериозен број не само на онлайн портали, туку и на социјални мрежи, на кои што секој на свој начин представува медиум, бидејќи пренесува одреден тип на информации до некоја поширока публика, па макар да е тоа и до 100 пријатели или 500 пријатели кои што постојат на тие мрежи, тоа сепак е еден начин на кој што бара сериозен одговор од не само од новинарската заедница, туку на ниво на Европската комисија и на ниво на Европската унија. Веќе се работи на оние регулативи што ќе може да ги одвојат тие квалитетни од неквалитетни и непроверени информации. Но во основа сите ние мораме да научиме да читаме пред се. Значи како гледач сега зборувам, како читач, како консумент на вести, ќе треба да научиме
да читаме, да ги препознаваме лошите од добрите информации, односно квалитетните од неквалитетните, шундот и пропагандата наспроти професионалната информација и вест, и тоа не е процес што се прави за 3 месеци или за 1 година, тоа е процес кој што почнува од најмали ноце. Претпоставувам дека уште децата кои што утре ќе бидат возрастни, веќе се врзани со своите мобилни телефони, каде што можат да препознаваат или не препознаваат што е тоа што е квалитетно или неквалитетно. Но ние треба да преку разни типови форми на акција треба тоа да го помогнеме. Колку се заштитени новинарите, медиумските работници во државата, со оглед на фактот дека се соочуваат со разни притисоци, разни спречувања при извршување на дневни активности, настани и така натаму? Тоа е прашање што ние во Сдруженијето на новинари на Македонија многу долго време го работиме и со задоволство можам да кажам дека една од добрите работи, да почнеме со нешто е позитивно, е дека конечно се донесе оној закон со кој што нападот врз новинарите, снимателите и медиумските работници ќе се смета како напад врз службено лице. Тоа практично значи дека при таков тип на напади, било да се тоа физички напади, било да се напади кои што закани кои што би можеле да бидат на социјалните мрежи, обвинителството ќе реагира и веќе реагира по службена должност. Значи, порано постапката беше многу по комплицирана, да речам, и не ретко новинарите или снимателите во неможност да дојдат до своите права се откажуваа од тоа да поднесуваат пријави, да се влечкаат по судови, кои што на крајот не знаеа ни како ќе завршат, бидејќи за тие напади стоел некој кој што бил врзан со овој, со оној, со трет, со четврт. Меѓутоа сега имаме друга ситуација и веќе го имаме и првиот добиен случај, првата пресуда за таков напад врз колегата Камчев од Велес, снимателот Камчев од Велес, кој што не беше нападнат на работно место при снимање на некоја сообраќајка. Не е важно, не сакам да навлегувам што било точно случајот, меѓутоа имаме првата пресуда која што станува збор за условна казна затвор. Меѓутоа тоа е силна порака дека насилниците нема неказнато да поминуваат и дека секој што ќе се дрзне да крене рака врз новинар, снимател или медиумски работник кој што е на своето работно место или на кој што е на работна задача, дека нема да помине неказнато. Свесно за ова треба да ја креваме сите ние, бидејќи на тој начин кога тоа ќе допре до оние кои што условно речено сакаат да ја ограничат нашата работа или слободата на нашиот говор, ќе размислат 3 пати пред да направат нешто што нема да биде добро. Тоа значи дека и реакциите, тоест пријавите од страна на медиумските работници до самото здружение се зголемени? Во однос на нападите годинава имаме 4 регистрирани напади кои што беа сериозни напади врз новинари и сниматели и тие сите се процесирани. По сите веќе постапува обвинителството, за една веќе реков и дека имаме казна, за другите ги очекуваме наскоро. Но она што исто така е значено во овој дел кога зборуваме за нападите и за обидите да се на некој начин ограничи тоа наше движење или да ни се попречи, е што во рамки на обвинителството, значи веќе функционира обвинител кој што е практично контакт точката меѓу новинарите, меѓу Сдруженијето на новинарите и новинарите кои што условно речено можат да бидат или се нападнати, и затоа веднаш се постапува. Но не е само тоа, ние веќе назначен е еден обвинител во Скопје и имаме обвинителки кои што се назначени и во Тетово, Битола и во Штип, мислам, каде што веднаш може да се реагира доколку нешто се случи. Тоа е едната работа. Другата работа е што ист ваков принцип на работа имаме воспоставено со Министерството за внатрешни работи во однос на не само нападите, туку и во однос на
знаете, оние закани кои што стигнуваат на социјалните мрежи, особено кон жените новинарки, во последно време се многу по-зачестени, по-значајни и би рекол на некој начин создаваат несигурност во целиот новинарски амбиент и во новинарската заедница, особено кај колешките, поради што заедно со МВР утврдивме контакт точка, лице во МВР, кое што директно ќе може да одговара на ваквиот тип на најчесто би ги нарекол закани кон новинарките или навреди кои што може да прераснат во закани, за да се спречува во иднина и таков тип на девијантно однесување. Колку добро се платени новинарите во државата? Лошо. Значи, во основа можеме да кажеме дека платите на новинарите мора да бидат многу подобри, заради објективно заради работата што ја извршуваме, настрана нападите и настрана заканите на кои што сме подложени, туку повторно заради јавноста, она на кој што за која што ние работиме. За да можеме квалитетно да извршуваме таа работа, треба да бидат многу подобро платени. Доброто новинарство чини пари и тоа треба да го сватат и собствениците на медиумите, за да може да се подигне пред се квалитетот на самото новинарство, но и на самите медиуми. За среќа, ентузијазмот кај голем дел од нашите колеги е голем, тој не држи, значи некогаш е поважно и нели што ќе направите и како ќе направите и какви ќе бидат вашите пофалбите, условно речено, во јавноста што ќе ги добиете за она што го сработиле, но платата на крајот на денот мора да одговара на она што сте го сработиле. Познавајќи таа ситуација, ние често пати размислуваме што да се направи за да може да се подкрепи, би рекле, или да се смени оваа слика на тоа дека новинарите и снимателите во Македонија не се доволно добро платени за својата работа, и тоа е навистина така и жално е што е така. Меѓутоа мораме сите заедно да наоѓаме некои начини. Еден од тие начини за кои што ние упорно особено во последнава година се обидуваме да најдеме решение, заедно решение кое што ќе произлезе на крајот на денот од собранието, е да се создаде еден фонд за медиумски плурализам, на кој што новинарите и медиумските работници ќе можат да аплицираат за создавање на новинарски продукти, значи за создавање на квалитетна содржина, што од една страна ќе го зголеми квалитетот на содржината која што ја создаваат новинарите, од друга страна ќе помогне и во подобрување на економската положба на новинарите, и токму заради тоа во изминатиот период, во корелација со нашите странски партнери од европските здруженија на новинари, работевме и се уште работиме на креирање на тој модел, како да изгледа, како да се скицира тој фонд за медиумски плурализам, за кревање на квалитетот на новинарството, но со единствена цел овие пари кои што би се потрошиле за создавање на тие нови, иновативни, квалитетни медиумски продукти и содржини, како практично тие пари да бидат искористени на најдобро место, односно за оние што ги создаваат, а тоа би биле новинарите и останатите медиумски работници што учествуваат во создавањето на тој проект. Ние не би сакале да видиме ситуација во кој што газдите ќе добијат пари за одреден продукт и коч, а трошките ќе останат за новинарите и медиумските работници. Токму заради тоа сега би разговарале и на тие заштитни механизми, како да овозможиме да помогнеме на некој начин во овој сегмент. Обуки и претходно имали заинтересираност од страна на новинарите и медиумските работници да бидат дел од такви семинари, обуки, еве да се пријават да работат на некој проект, практично и за да научат нешто, меѓутоа и како бенефит да добијат финансиска поддршка?
Ако зборуваме за овој фонд за медиумски плурализам или генерално? Зборуваме генерално, да. Генерално, да. Бидејќи од страна на Сдруженијето на новинари, често пати гледаме повик за обуки, повик за семинари, за проекти на кои што може да се пријават и самите новинари, медиумски работници да бидат дел од истите. Да, ние постојано правиме некаков тип на тренинзи и обуки за новинарите и медиумските работници, некогаш тоа и заеднички за новинари и медиумски работници заедно, особено за новинари и сниматели кои што заедно работат на терен и така натаму. Правиме обуки за јавниот сервис, каде што се обидуваме да го подигнеме квалитетот на информирањето во јавниот сервис, а од следната година ќе почне со функционирање и така наречената ЗНМ академија, тоа е тренинг академија за новинари и медиумски работници, на кои што на различни дебати, различни теми ќе се организираат десетина тренинзи годишно. Меѓу другото, значи освен што ќе зборуваме за новинарството, за иновативните медиумски продукти, за тоа како да се следи чекорот на времето, ќе одиме и кон тоа да помогнеме или да ги обучиме дел од новинарите и медиумските работници како да учествуваат на барање фондови за медиумски продукти. Бидејќи во светот денеска постојат различни типови на фондови што сакаат да поддржат независно новинарство, меѓутоа кај нас некогаш луѓето се обесхрабруваат, не сакаат да пишуваат долги елаборати, извештаи и така натаму, но оваа обука ќе помогне и во таа насока. Така што до сега имало интерес за нашите обуки, се надевам ќе има интерес и за ова. И сметам дека тоа во корелација со Фондот за медиумски плурализам ќе помогне многу во новинарството, може да помогне многу, особено во градовите што не се низ Македонија, значи не е само во Скопје, бидејќи како што и претходно констатиравме, тука состојбата е уште по лоша би рекол и треба да се работи на тој начин и таму. Се отвораат, се затвораат телевизии, зборуваме за телевизија од локално, регионално ниво. Колку сега социјалните мрежи, онлайн новинарството го заменуваат практично на традиционално новинарство, телевизиите, и колку може да успее една локална, регионална телевизија во нашата држава? Споменавте и сами за финансиски независните медиуми. Да, се разбира дека не е лесно да се опстои, а да се биде во исто време и независен, бидејќи поентата на новинарството на крајот е тоа. Нас не ни требаат медиуми што ќе бидат платени од локалната, од државната власт, од било кој центар на моќ, кој што тоа не сака да го искористи во добра сврха, туку едноставно сака да ги купи тие медиуми, условно речено. Значи, не ни требаат такви пари кои што ќе ги купат медиумите. Ако сите државни пари влезат во медиумите, тогаш не ни треба јавен сервис, тогаш ќе имаме многу јавни сервиси кои што ќе бидат платени на крајот од буџетот на државата, меѓутоа тоа никаде така не функционира и не може никаде нас да функционира. И секогаш е тажно кога некој медиум ќе нема да продолжи да работи заради тоа што немал доволно финансиски средства за да задржи својата позиција на пазарот. Меѓутоа, ова е динамично време. Сите ние мора да се прилагодуваме. И телевизиите, и радијата, и весниците мора да се прилагодуваат на она што ни доаѓаат како трендови. Ги спомнавме онлайн медиумите, ги спомнавме социјалните мрежи, го споменуваме видеото на барање, значи оние платформи кои што веќе нудат содржини, тоа се сега најчесто за сега се серии и филмови, но утре тоа ќе биде спорт, ќе бидат и дебатни емисии, ќе бидат и спортски емисии. Значи, целиот медиумски систем се менува и она што ќе биде во наредните 10 години, за 10 години од сега, ништо од ова нема да биде вака како што е сега. Што побрзо го сватиме тоа и како медиумски газди, но и ние како новинари и најдеме начин како да се менуваме, тоа ќе биде подобро за сите. Сега се случува во светот, но се случува и кај нас подкаст револуција, како еден нов израз на медиумски пазар, во етерот,
и во основа тоа е поевтина продукција која што ми тоа многу брзо стигнува до јавноста, до социјалните мрежи, до сите оние кои што можат да уловат дел од својот вкус за да бидат на тоа присутни. Сега во целото тоа постоењето на оние медиуми традиционални што до сега сме ги знаеле и ги знаеме, мора да претрпуваат измени и да се прилагодуваат на новото време. И ако сумираме еве на се што веќе беше претходно кажано, ситуацијата на новинарите, на медиумските работници во државата, задоволството или незадоволството, цензурата, какви се вашите прогнози за оваа дејност во државата еве во наредните 5 до 10 години? Споменавте дека многу работи ќе бидат променети, дека нема да биде вака како што е. Има ли надеж? Има многу предизвици, но има и многу надеж ако сите ние што сме во оваа индустрија одлучиме да продолжиме по патот на тие промени кои што ги носи новата ера и новата технологија. Не би сакал после 5 години да речеме дека ние повторно се препелкаме во истиот овој медиумски амбиент и медиумски пазар во кој што едни бараат пари од владата, други бараат пари од општините, трети бараат пари од некоја голема компанија да ја даде за да функционира. Едноставно тој пазар на тој начин нема да може да функционира и ќе запаѓа во се поголема агонија. Токму поради тоа напоменувам, но и се надевам дека сите заедно ќе имаме еден слух за тоа како да чекориме напред за после 5 години да речеме поред имаме промени кои што се на подобро за да не ни се случи да не прегази сите нас времето. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време. Останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување. Imnet.